Добро вечер, почитувани гледачи. Во оваа емисија во нашиот паричник ќе зборуваме за една тема за која сме зборувале пред неколку емисија. Тоа е проектот Еурем во рамките на Комората на мал бизнис на Македонија. Причината е тоа што тој проект почна да се реализира со доаѓањето на гостите од Германија, од Комората на Нинберг, а гостин во вечерашната емисија е Митре Арсовски, председател на конзорциумот Еурем при Комората на мал бизнис на Македонија. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Драго ми е што повторно се наоѓам во вашето студио и што ќе можеме да ги запознаеме нашите гледачи со новитетите од енергетската ефикасност. Господин Арсовски, вака малку да се подсетиме на проектот. Што представува проектот Еурем? Да направиме еден континуитет во информации, во претходните информации што ги дававме во оваа емисија, за гледачите вака да поврзат и да дадеме една воведна слика за проектот Еурем, кој е многу значен за Македонија. Постојат многу проекти низ светот, се наоѓаме во процеси на глобализација. Еден од многуте проекти е Еурем, енергетска ефикасност, прилично ценет проект во светот и успеавме да го донесеме во Македонија благодарение на напорите што ги имаше Комората за мал бизнис и Космо иновативен центар преку комуникации и контакти со Нинбергската комора. Во Германија, како најекспонирана земја во поглед на техничкиот домен, постои програма Еурем во кој се опфатени елементи за заштеда на секаков вид на енергија. Таа програма е аплицирана во повеќе земји низ светот. Македонија успеа да биде членка на тој конзорциум од Нинберг и рамноправно со сите светски експерти да вклучиме и наши луѓе во процесите за енергетска ефикасност. Добро, пак него да објаснихме, значи што е целта на Еурем, заштеда ли е, поградбата ли е, кај се применува тој проект? Што треба да се направи во рамките на тој проект? Првата фаза од проектот што го започнуваме е да направиме обука на експерти, стручњаци, лица кои се веќе признати во својот домен на работење, значи не се почетници, и сакаат по германски терк да направат проект врз основа на кој ќе се дојде до заштеда на било каков вид на енергија, што ќе резултира со бенефит кон организацијата каде што ќе биде применет и во заедницата како целина. Дали тоа се однесува само на индивидуални градби, на индустријски, на капацитети, на Првиот ударен бран ќе биде на индустриските капацитети и ќе настојуваме во индустриските стопански субјекти да го примениме концептот на Еурем конзорциумот од Нинберг. Каква е организацијата сега на курсот на проектот? Како се организира, како се реализира овде во Стопанската комора, во Комората на мал бизнис овде во Македонија? Неколку фази се во примената на проектот. Првата фаза е избор на обучувачи, тренери и избор на лид тренер кој што ги води процесите на обука на останатите обучувачи. Втората фаза е обука на обучувачите и за таа цел дојдоа гости од Нинберг, многу висока делегација, која што направи тродневна обука на обучувачите кои ќе работат во Македонија под нивни патронати. Так, еве се овде ќе ги побараме инсертите да ги видиме гостите од Германија, да видиме како беше тоа организирано пред неколку дена и ќе ги коментираме и можеме да продолжиме со разговор. Ова е Роберт Шмид, водечкиот експерт на Еурем конзорциумот од Нинберг. Тоа е висока функција. Ова е Штефан од десна страна, да. Ова се дел од учесниците на конференцијата за енергетска ефикасност која беше одржана во склоп на почетните активности на Еурем проектот. Ние сме многу задоволни од одзивот на слушателите на оваа конференција и тука ги загатнавме темите кои што ќе бидат понатаму анализирани, проследувани преку програмата на Еурем. Да, ова е Роберт Шмид, нели? Ова е Роберт Шмид. На кој ниво е во Стопанската комора на Нинберг, господин, што го гледаме, мислам, кој ниво на делегација дојде во Македонија? Топ менеджментот е дојден. Врвот е дојден на комората и за нас представуваше посебна чест и изненадување што токму врвот на комората од Нинберг дојде во посета на Македонија и одели 3 дена за да биде во контакт со луѓето од Македонија.
Вака за гледачите, за информација на гледачите да кажеме каква сила е Стопанската комора на Нинберг, колкава е сила во обем, во организација, кои се фирми и членови членуваат во неа. Со долга традиција се германските комори и комората во Нинберг е многу сеопфатна во своето работење, членуваат најголемите брендови од Германија, Siemens, Puma, Adidas, MAN, да не ги набројуваме сите, има преку 145.000 субјекти членови. Многу поинтересно е што своите активности во поглед на енергетската ефикасност ги има проширено во 26 други земји на разни континенти во светот. И замислете сега, ние сме вклучени еднакво со Нинбергската комора и со останатите субјекти кои членуваат во Еурем конзорциумот. Знаете што, многу интересно што една релативно мала комора од Македонија и така и го носи име Комора на мал бизнис, доби еден ваков огромен проект наспроти коморите кои се во Македонија, кои имаат многу поголемо членство и поголеми традиции. Зошто мислите дека е тоа така? Зошто германците се одлучуваат на една мала комора да дадат еден голем европски проект? Предностите ги има и големото и малото. Постои успешност и неуспешност во работењето. Во Комората за мал бизнис членки се специализирани организации во кои во својот домен на делување воглавно ја имаат енергијата, енергетската ефикасност, процесите сврзани со индустријските капацитети за заштеда на енергија. Повеќе години се работи на одредени проекти кои беа забележани од страна на Нинбергската комора преку австриската Wi-Fi програма што се имплементира во една од членките на Комората за мал бизнис Космо иновативниот центар. Така, следејќи ги активностите и барајќи докази за својата активност, Комората за мал бизнис успеа да дојде до партиципативен дел и патронатство на Нинбергската комора за овој Еурем проект во Македонија. Знаете, на почетокот кога нешто ќе дојде во Македонија и можеби е тоа природно и нормално да пред новите налети, напливи на секоја идеја да имам човек малку резерва, да има отпор, така што во прво време не беше многу уверливо, немаше некоја доверба од домашните субјекти дека некој таков проект може да дојде во Македонија и одзивот мислам дека не беше толку колку што беше сега на овој состанок, на почетниот состанок што се одржа во хотелот Континентал во пред почетокот на реализација на проектот Еурем. Што мислите, зошто е тоа така? И дали е доволен сега одзивот на курсисти што ќе го посетуваат курсот и што ќе добијат сертификат, а за сертификатот ќе зборуваме потоа? Секој новитет се пречекува со скепса, има многу проекти, успешни, неуспешни. И јас лично би сакал и вие сакате сите проекти да бидат успешни, меѓутоа во пракса тоа не се слушува и можеби од таа причина интересот бил помал. Меѓутоа имаше голем интерес веќе кога се објави огласот за обучувачи, потоа кога се објави огласот за посетители, кога се дефинираа критериумите онака како што ги бараше Нинбергската комора и проектот Еурем, така што веќе групата на учесници кои ќе се добијат со сертификат за енергетска ефикасност, за менеджер за енергетска ефикасност е пополнета и следи врз основа на пројавениот интерес запишување на втора група која ќе работи по истите принципи како и првата група, за да би можел да се зголеми бројот на лица кои ќе го практицираат енергетскиот менеджмент. Добро, тие ќе го завршат курсот, значи како оди? Ќе се испитат. Ќе има напор во завршувањето на курсот. Добро. Има доста специфики и базиране повеќе на практична работа. Заради тоа, еден од критериумите за учесници и за обучувачи е да имаат практично искуство во своето работење и да се наоѓаат при врвот на хиерархијата во организацијата. Крајниот резултат за поединец може би е сертификат, меѓутоа се цели да има применлив елаборат проект од кој што ќе следи конкретна заштеда во организацијата која го испратила кандидатот на обука или кој самостојно си партиципирал, меѓутоа мора да најде организација кај што ќе го примени својот проект. Добро, од каде е материјата? Од кои книги ќе се учи? Кој ќе предава? Сега гостите од Германија дојдоа, но не донесоа книги со себе во некоја ташна, во некоја чанта, но знам дека Космо иновативниот центар располага со некоја литература врз основа на
издадени книги од неговите предавачи што досега го ја терале таа работа. Дали германците го имаат видено тој материјал и дали полагаат доверба во тој материјал? Материјалот е комплетно германски на комората од Нирнберг и наш дел македонски што може да внесат обучувачите и од било која земја како своји специфики е во однос 80-20, значи 20% треба да бидат промените. Предноста е што материјалот што го обработуваат во Германија или било која земја која е членка на Еурем конзорциумот е ист како и оној што ќе го обработуваме во Македонија, само ќе биде кажан на македонски јазик и дообјаснет од домашни експерти и во 20% ќе бидат применети спецификите од поднебјето. Материјалите веќе се дистрибуирани до обучувачите и тие работат индивидуално и преку современите методи на работење интернет комуникации со екипата која што дојде од Германија. Тие беа 3 дена овде, висока делегација, што еднаш ќе повторам, и интензивно работеа на обука на обучувачите, ги презентираа модулите што треба да се исполнат, како и начините на кои ќе треба да се работи. Најинтересното е што не инсистираат на теоретски дел. Има теорија за секој тип на предавање, меѓутоа толку колку што е потребно за воведување во работата. А понатаму е акцент ставен на апликативното одредување на вредностите на енергетскиот проект и за штедата што треба да произлезе. Независно од кој домен е, дали е електрична енергија, топловодна енергија, газ да се заштеди, биоенергија да се употреби во процесот, да се направи замена на одреден енергенс. Тие инсистираат на практичност на целокупната работа. Мене ме изненади нивната практичност, иако германците се познати како практичари, во овој случај и обуката се сведе да се инсистира на практичност. Германците се многу строги вака во пристапот, во принципите. Како се покажаа гостите? Јас очекував дека ќе најдам на екипа од Германија, скоцкани, стегнати, врамени во некоја рамка, кои ќе работат факти, податоци, кои ќе инсистираат на време, минута. Спротивна беше ситуацијата. Се кажаа што сакаа да кажат, меѓутоа беше на еден лесен, забавен, интеркомуникацијски начин во кој нашите обучувачи се почувствуваа рамноправни со екипата од Германија и таа интерперсонална комуникација се изведуваше на едно колегијално ниво, а третиот ден веќе премина на пријателски односи со одредени духовити забелешки и од наша и од нивна страна, што даде одреден тон на целокупното дружење, јас ќе кажам, во овие 3 дена. Така. Бидејќи Македонија се наоѓа во навистина тешка економска ситуација, ние некако попримивме комплекс на луѓе со нижа вредност во однос на науката, во однос на техниката и мислиме дека сме инфериорни пред сите тие гости што доаѓаат од Европа. И мислиме дека и тие гости се во некој приоритетен однос према нас овде домаќините. Дали имаше такво нешто во тие средби со германците? Не само во овие средби, во моето искуство во комуникацијата со експерти од странство, еден на еден, кога разговараме за било која тема, сме рамноправни. Кога треба нешто да покренеме, пак сме рамноправни, кога треба нешто да сработиме, да. Меѓутоа, кога ќе треба да ставиме позади себе одредена организација, тука ни доаѓа хендикепот веќе. Не можеме да се потврдиме со одредена организација, со организираност, меѓутоа знаењата поединечни ни се на исто ниво. Ние сме во тек со сите збиднувања, настани, техничко-технолошки сознанија. Како пример, темелот на енергетската ефикасност, што ќе биде обработен кај енергетскиве менаџери, е ISO 50001, тој е донесен 2011 година, тоа е вчера. Значи се применува во Германија, се применува и кај нас. Одредбите на тој стандард се темелат на ISO 9001, што веќе е прифатен во Македонија. И тоа одамна, не? Одамна, така што и овој дел од стандардот за менеджмент со енергија е совладлив и можеме рамноправно да се носиме со експертите од Германија и мислам дека нивниот заклучок на крај во
анализа, сублимација на тродневната обука беше дека може екипата на обучувачи да се носи со проблематиката и дека верно ќе ги пренесе елементите од програмата за обука кон своите слушатели. Тоа сакам да ја прашам, кои се тие обучувачи? Сега германци доаѓаат овде да ни го предадат оваа програма, овој проект Еурем, а го даваат во рацете на домашни обучувачи. Кои се тие? Домашни обучувачи, меѓутоа под патронат се на германската екипа и тие ќе ни праќаат луѓе кои што во одредени фази ќе не проверуваат како работиме и што работиме. И не се работи за проекти кои може да се препишат, да се направи нешто колку за да добиам ајде сертификат, да сработам некаков проект. Целта е да се добие конкретен реализирачки проект, што значи дека ние ќе треба да се работиме заеднички. Повеќе да го елаборирате. Ќе треба заеднички да прави тренерот тој што ќе почне да го посетува курсот Еурем. Што треба да прави? Дали само да учи, да го положи испитот теоретски, што бараат германците? Има теоретски писмен испит што треба да го положи, кај што ќе има основи на технички прашања, законодавни прашања од доменот што е предвиден со програмата, 35% ќе добие за преодност на оценката од тој дел. Ќе треба да изработи проект по точно дефиниран терк со влезни елементи, текстуален дел, концепт, Excel табели во кој ќе внесе одредени параметри и во кој ќе добие исплатливост, инвестиции, вредности, заштеди. Треба да го убеди раководството зошто неговиот проект да биде прифатен и на крај ќе треба пред жири надвор од обучувачите и од комората да потврди дека неговиот проект е добар во траење од 10 минути. Значи нема расплинување, кажување се што јас и знам и мислам за проектот, него по точно дефинирани параметри ќе треба секој да се произнесе. Тука обучувачот, тренерот и кандидатот што работи на проектот заеднички внесуваат елементи за да може проектот да заживее. Најдобро би било еден пример. Организација која што има котел за технолошки потреби, грее одредена вода и котелот работи на течно гориво. Какво и да е. Горивата растат, увозно е, во околина има одредени биомаси, отпаден материјал, од кроење на лозја, од овошки, не знам, од остатоци од некој технолошки производ, семки. И ако тоа по одредена технологија се обработи, се пелетизира и да се направи замена кај котелот, место да биде со течно, да биде со цврсто од биомаса потекло, сме направиле заштеда, сме ја заштитиле човековата околина од нус продукти и сме донеле бенефит и за организациите кои не знаат што да прават со отпадоците од дрвена маса, од нус продуктите во процесот на производство и ваму сме замениле енергија во доменот каде што ни е потребно да го направиме тоа. Втор пример. Организација која што располага со геотермални топли извори во својата близина и упатена на нив, таков е карактерот на дејноста, не ги користи до сега геотермалните води за загревање на објектот, за технолошка потребна топла вода. Си одат неискористени. Со проектот може да се предвиди замена или примена на геотермалните води во процесот на производство, технологија, такви какви што ќе бидат. Следен пример може да биде индустријски капацитет кој се осветлува со светилки кои што се ставени од пред 20-30 години, кои имаат ниска заштеда на енергија, нема такви светилки да се заменат, расипување на светлината може да се заменат со современи светилки или пак со одведени системи, solar tube да речеме, кои што природната светлина ја користи за осветлување на објектот. Може да се направат фотоволтаици за загревање на вода, за генерирање на електрична енергија. Интенциите на Еурем проектот е не да одиме големи епохални откритија, него да одиме кон ситни мали чекори кои што имаат праг од кој се исплаќаат и за кои раководството ќе влезе во инвестицијски процес од година-две и на крај да успее да има одредени бенефити од работата. Дали тие проекти мораат да бидат оригинални, како што рековте вие, не мора да бидат епохални. Епохалните се откриени
од големите умови, тоа се нели еднаш во еден век можеби епохално да откритие да се појави. Но еве да речеме дали германците ќе го признаат како оригинален проект, ако све е измислено во заштедата на енергија. Така ми се чини мене. Се е измислено. Не е применето. Како теорија е измислено. Да. И ние од книги, од списанија ги знаеме елементите за енергетска ефикасност. Меѓутоа не ги применуваме. За жал не ги применуваме. Овде во Проектот во Македонија треба да се примени одреден. Некој ги применува, да не бидам толку исклучив. Меѓутоа во толкав голем дел како што се очекува не ги применуваме. И во конкретен објект, да речеме, во конкретен индустријски капацитет, мислам. Во конкретен индустријски капацитет. Не треба да биде епохално. Тоа е како мало ветре што ќе донесе, ќе иницира голема промена понатаму. Например, може да се примени компензација на реактивна енергија. Теоретски уште од 20-тите години решено како проблем. 80-тите години во Македонија се применуваше енергетска ефикасност преку компензација на реактивна енергија. Лаички кажано, место да се зема таа енергија од централата, може стопанскиот субјект во својот погон да ја произведува и да се ги намали трошоците кон дистрибутивната организација за во однос на сметката што ја плаќа за електрична енергија. Тоа е се познато, меѓутоа не се применува. Со овој проект, ако се направи заштеда со инсталација на такви компензатори на реактивна енергија, ќе има равноправен третман и ќе биде прифатено. Понатаму кај електричната енергија постојат правила на игра каде што максимално ангажираната моќност влијае на цената на сметката што ја испорачува дистрибутивната организација, бидејќи капацитетите не биле синхронизирани во своето работење кај стопанскиот субјект. Постојат програми, софтвери, решенија за да се елиминира пикот, максимално ангажираната моќност. И ако тоа се спроведе, тоа е огромна заштеда. И сосема е релевантен проектот и е прифатлив. На тоа се инсистира. На такви применливи, не на иновативни од не знам каков карактер. На примена. Познато во свет, неприменето да се примени. Можда некаде во друга организација се применува во Македонија и овде када го примениме, бидејќи условите секогаш се малку различни. Добро, немало ли некоја организирана акција за такви проекти за примена на заштеда на енергија во Македонија досега? Јас мислам дека имало. Мислам, не требаше германците да дојдат и да ни го кажат ова. Што е сега разликата? Убаво е што дошле германците, работиме по нивни терк. И во позадината на тоа, што ние како луѓе од Балканов си ја имаме, е преку овој конзорциум да дојдеме и до поголеми проекти и до европско учество во нашите проекти. Од малите проекти ќе произледат поголеми проекти. Кандидирањето за големи проекти, условно кажано во Брисел за да се направат, треба да има конзорциум. Ние го имаме веќе конзорциум во Македонија, тоа е заедно со Еурем МК од Македонија, заеднички да учествуваме со проект од кој би се добиле поголеми средства со што би се финансирале поголемите проекти или помалите проекти во Македонија. Меѓутоа би имале моќна организација за себе и моќни проекти, потврдени од германска институција. Так. Знаете што е болната работа кај нас? Што ако еден проект, например, се покаже добар, ако биде и од германците оценет добар, или од било кое релевантно тело што дава оценка за валидноста на еден проект, ние во Македонија се соочуваме со недостаток на пари. Знаеме дека банките се полни, но дека слабо се пласираат тие пари по разни оправдувања, ризици и така натаму, гаранции високи. И сега што правиме ако тој проект биде оценет добар, како ќе се реализира? Од кај ќе бараме пари? Има конкретни параметри во кои треба да каже за кое време ќе се исплати и колкава е почетната инвестиција. Со екзактни параметри тоа е во проектот треба да се покаже. Овие првични проекти што ќе ги направиме не се со голема вредност и ќе треба самиот субјект да ги инвестира, бидејќи ако за година му се враќаат инвестициите, безпредметно е зошто не би инвестирал во таков проект. Обично настојувањата на почетните проекти да бидат со мал период на враќање, за да би можела самата организација да ги осети бенефитите. На нашиве состаноци, на нашиве дружења што ги имавме со
партнерите од Германија беа присутни и банките, кои се заинтересирани да ги следат овие процеси и даваат одредени бенефити од своја страна, бидејќи и тие се заинтересирани за пласман на својот производ, услугата, банкарските средства што ги има. Парите да ги оплодат. Значи, постојат веќе заинтересирани банки кои се вклучуваат во Еурем проектот, го следат паралелно како ќе одат нашите проекти. Значи, има подготвености за тој. Полека овој мозаик се склопува околу проектот Еурем, така што може да биде на задоволство. Колкав би биле, не знам сега дали да одредиме временски рок користа за стопанството. Значи, цела оваа работа се одвива за помош на стопанството и за заштита на енергија. Сега, први рековте дека во индустријата ќе се применува, потоа сигурно и ќе дојде и до домаќинствата. Предмет на енергетска ефикасност се и јавните институции, објектите во јавните институции. Таму постојат исто големи елементи за заштеда на енергија, за субституција на одредени видови. Тоа веќе и се прави. И потреба. Тоа веќе и се прави на одреден начин. Со овој проект првите наши слушатели, оние што први се заинтригираа, се од индустријските капацитети, што не значи дека понатаму, например, втората група нема да бидат самостојни консултанти од јавни институции кои исто така ќе може да ги применуваат елементите за енергетска ефикасност под теркот кој што го даваат германците. Добро, овде имаме изјава на еден од членовите на делегацијата од Германија, се вика Стефан Хубел, кој, кога го прашавме што е значењето на сертификатот, на самиот сертификат, а после и ќе зборуваме после изјавата. Да видиме. The Eurem certificate is standardized all over the world. This means that the participants of the Energy Manager training, which passed the test of the training course, get this certificate, and this is identical in over 26 countries now all over the world. Да, тоа е кратката изјава на Стефан Хубел за значењето на сертификатот. Значи, човек што ќе го добие овој сертификат има некаква меѓународна легитимација, бидејќи рековме е гарантирана од комората на Нимберг. Што може овој сертификат да му донесе на членот што ќе го заврши овој курс, на човек што ќе го заврши овој курс? Првин, за да се заврши курсот, треба да одвои дел од своето време, кое ја го има и ја го нема, покрај нормалните работни активности што мора да ги работи, во текот на цела година, во одредени временски интервали, да посетува настава, да работи на проектот, да користи литература и да работи на примена на својот проект. Откако сето тоа ќе го направи, ќе ги собере поените дефинирани преку писмени тестови, усмени тестови, презентации, ќе го убеди раководството, ќе ги убеди членовите на Еурем конзорциумот, ќе се здобие со сертификат, со европско значење, како што кажа Гостинов, и со тоа ќе може да се легитимира и да работи било каде во светот како менаџер за енергетска ефикасност. На сертификатот стои Еурем конзорциумот од Нирнберг, Германија, што е многу моќно средство. Од поединец зависи дали ќе го искористи тоа максимално или на начини кои што него ќе му конверира. Тоа е исто како да имате нова гардероба и ја користите или само за свадби, за свечени делови, или ја користите секојдневно. Ваше е инвестицијата како понатаму ќе се врати. Нашите учесници оцениле дека оваа инвестиција е вредна и дека заслужува да се има еден ваков европски сертификат. Но мислам дека не само поединецот што го посетува овој курс Еурем, туку дека би можела да има многу користи фирмата во која работи. Секако, сертификатот гласи на лично име на посетителот, може би фирмата партиципира во неговото присуство на обуките, крајниот резултат мора да биде бенефит во организацијата. Ако не таа кај што работи, ако е надворешен, не работи негде кај што има потреба за енергетска ефикасност, сам се инвестира во тоа, тогаш треба да најде организација кај што ќе се примени проектот, значи услов е проектот да биде применлив и да биде оценет како реализирачки. Знаете што, интересни беа прашањата додека се подготвуваше овој проект, кој се може да посетува? Дали може човек што, например, сега е без работа, што или што не е близок до
техниката, до техничките науки, до градежништвото, до машинството, некој што има повеќе афинитети кон општествените науки, кој може да го посетува овој курс? За кого е поблизок и кој има шанси побрзо да го заврши и поуспешно? Техничките лица се во предност, бидејќи кај голем дел од елементите што се обработуваат и кај што се бара енергетска ефикасност, се бара одредено техничко-технолошко предзнаење и искуство. Не е наменет курсот за почетници, може да влезе во некоја ставка за доживотно учење, кај што некој работел на такви проекти, не по своја вина, се нашол како технолошки вишок и сега би сакал да се надогради, да се вклучи во овие процеси. Тој може. Првенствено е наменето за вработени лица кои се судруваат со проблемите на енергетска ефикасност, во својата организација имаат авторитет, им се слуша нивниот збор и се наоѓаат високо до првиот човек. Високо се позиционирани во хиерархијата. Во западната терминологија тоа се логистика, менаџери за одржување, сервисирање, задолжени за комплексот на енергетската ефикасност, не за почетници, не за лица од општествената струка. Значи ќе се изгубат ако почнат да... Не е за нив. Не е за нив. Добро, вака рековме дека стопанството се соочува со големи трошоци за струја, и не само за струја, туку за загревање на капацитети и така натаму. Дали покрај тоа мислите дека македонското стопанство има рефлекс да се заинтересира за овој вид остручнување на своите кадри, или знаете како што го почнавме разговорот на почетокот на емисијата, или под притисок на тешката економска криза и под притисок на убедувањата дека ете некој нешто дошол да продава од странство и така натаму, дека ќе одговори на потребите на барањата на овој проект кој успешно се почна да се спроведе во Македонија. Јас сум убеден дека проектот ќе иницира понатамошно вклучување и на останатите стопански субјекти кои ја не знаеле дека такво нешто ќе се промовира, можеби се вклучени во некои други проекти и заживуваат ваквите активности за заштеда на енергија и за целокупна оценка на енергетската ефикасност во институции, во стопански субјекти, во домакинства. Огромни се разликите што јас ги забележам во изминатите години, што водат кон тоа да се зголеми енергетската ефикасност, бидејќи не само кај нас, секаде во свет цените на енергенсите растат, секаде парите се проблем, мора да се најдат од некаде. Проектов е што по германски терек гледаме за кое време, колку можеме да ги намалиме трошоците и како да додеме до одредени инвестиции, самите себе да си помогнеме, гледајќи ги германците од надворешна страна, ја гледаат целината на работата, тоа исто како ние се наоѓаме во шумата, талкаме меѓу дрвата, некој од надвор доаѓа, гледа целата шума и ни кажува кај да се движиме и што да направиме во целава работа. Добро, можеби малку ќе биде надвор од контекстот на целиот овој разговор. Во Македонија енергијата почнува да се субституира класичната енергија, мислам електричната и нафтата и така натаму. Како се развива како оди развојот на тие енергенси што ги субституираат класичните енергенси? Дали имате некој показател дека во енергијата се повеќе се застапени, бидејќи вие сега ги споменавте биомасата, пелети и така натаму. Дали може овој проект да биде компатибилен со, да речеме, согледувањата на тие проценти, на тие показатели што ги спомнав сега? Ние се наоѓаме на добар пат да ги примениме предностите што ги има поднебјето. Да субституираме одредени високо вредни по цена енергенси со оние што ни се благодет заради поднебјето, сончевата енергија, геотермалната енергија, биодиверзитетот, биоенергијата што може да се искористи. И постојат бројни проекти во Македонија кои бараат начин чаре да излезат на виделине и да може преку позитивен пример и другите да го воочат понатаму да го применуваат.
Јас бев консултиран за проект во мал град во Македонија кој има проблеми со индустриското загадување, а каде природата сама создала одредена биомаса и сега таа биомаса луѓето таму забележале дека е слична со бамбусот и дека може, ако негде имало проект за бамбус, овдека да се употреби трската и самите се иницираат проект во кој ќе направат субституција на скапите енергенси со ваква маса која е на располагање и која е само никната, условно кажано. Тоа не значи дека треба да одиме неорганизирано кон целата работа, меѓутоа мораме во првите проекти да настапуваме индивидуално, координирано, некоординирано и да ги менуваме навиките. Најголем проблем е во промена на навики. Многу е лесно да се уклучи прекинувачот и да ја имаме електричната енергија, која за жал ме прашавте за одредени податоци. Да. Во Македонија најмногу се користи за загревање, било во домаќинство, било на вода за одредени потреби, што е нонсенс. И државните институции преземаат мерки за замена на тие енергенси и ги стимулираат практичните постапки кај стопанските субјекти. Што значи, ќе почне се поголем надпревар во тоа кој попрв да дојде до одредени средства. Менаџерите кои што ќе бидат оспособени на овој курс ќе бидат способни да прават апликативни проекти за да се дојде до тие средства. И јас мислам дека ќе имаат многу работа. Добро, уште едно-две прашања ве молам. Например, германците ако видат дека ако им биде изработен некој проект што би бил од пошироко значење за не само за локално овде, на локално ниво, применлив и во нивното стопанство, дали мислите дека би се заинтересирали и би нашле начин да се финансира повеќе пошироко и да се примени на поширок простор? Тие. Дали имавте таков разговор, вака хипотетички зборуваме? Тие организираат средби на кои што проектите се оценуваат и добиваат годишна награда како најуспешен проект во поглед на заштеда на енергија изразена во соодветна мерна единица, поврат на парите и бенефит понатаму за организацијата, и таквите се наградени, стимулирани како проекти. Од каде наградени? Од Нимбешката комора? Од Нимбешката комора, од сите членки на ЕУРЕМ. ЕУРЕМ МК е поканет 15-16 мај да присуствува во Виена на таква годишна конференција на која од проективе што ќе ги загатнеме во Македонија ќе треба да направиме презентација и да конкурираме за наше видување на работите. Не сум толку сега сигурен дека ние ќе конкурираме за Оскар во тој дел. Но и дали ќе стигнеме за толку кратко време да однесеме некои проекти таму, не? Ние ќе настојуваме да однесеме проект, да се презентираме таму и ги поканувам и учесниците и стопанските субјекти кои имаат одредени согледувања во тој дел, да ни се приклучат во презентацијата на такви проекти, бидејќи веќе ќе ја имаме до тогаш основата на начинот на кој што ќе треба да се направат проектите. Ја имаме соработката од комората во Нирнберг, од делегацијата што присуствуваше овдека, воспоставивме лична комуникација и контакти, го искористивме времето што беа овдека да ги однесеме, да ги однесам на еден од објектите кај што може да се направи енергетска ефикасност и тоа во заштеда на течни горева, електрична енергија, субституција на грејење, субституција на светлечки елементи, комплексен еден проект, и беа задоволни од она што го видоа дека размислуваме еднакво како и тие. И дека бараме начин, и тие барат, и ние бараме да дојдеме до средства, да ги задвижиме работите. Да. Прашање дали ним повеќе им текнува или нам повеќе ни текнува, кога ќе се соочиме со некој проблем. Ова прашање е слично како и пред неколку прашања. Не сакам да употребам некој еуфемизам и така. Ние си ја знаеме ситуацијата и со тек на време се навикнуваме и на негативни тенденции. Тоа е својство на секој субјект. Од надвор е интенцијата да не подгурнат малку, да ни кажат не така, да прекинеме ваше. Праксата ни е таква, не може веќе, се навикнуваме, трошоците се толкави и толкави се си одат, си ги плаќаме.
ќе дојде некој техничко личе, нешто ќе каже на економистите, на општествената струка. Ово и ова може вака да се направи, колку пари не е сега приоритет, многу пари не може да се направи и овој проект нуди можност да испливаат таквите лица на површина и да покажат со вредносни параметри, со економски показатели, дека тој проект заслужува внимание на раководството, кое што ќе треба понатаму да инвестира во енергетска ефикасност. Интересно е што Македонија е прва од регионот, ако не ми е точна информацијата да ме дементирате слободно, на која земја во која германците го дадоа овој проект, го доверија овој проект. Дали сум во право или не сме права? Да, ако се земе испод Сава и Дунав, ние сме прва земја. Најверојатно предпоставувам дека интенциите биле, настојувањата биле преку нас со докажано искуство, понатаму проектот да се шири во земјите кои од опкружувањето не се членки на Европска Унија, а каде Еурем проектот не е заживеан. И ние во нашиот проект вклучивме и лица од соседството за да би можеле да го подигнеме нивото на обуката и заеднички да комуницираме, да соработуваме и во тој дел. Така. Добро, ви благодарам многу за гостувањето во емисијата и за информациите што сигурно ги интересираат стопанствениците. Ете, со овој разговор може да дознаат каде може да се обратат за една светска, за една европска програма која има корени, има основа во комората во Стопанската комора на Нимберг, која е огромна, која има 145.000 членови и тоа големи имиња. Siemens, има Puma, MAN и така натаму. Се разбира дека од сето тоа ќе имаме сите корист, цела наша земја и цело наше стопанство. Уште еднаш ви благодарам за учеството во оваа емисијата и ви пожелувам успех во реализацијата на проектот Еурем. Ви благодарам за поканата, ви благодарам за добрите желби. Би сакал да се видиме на крајот на годината за да ги соопштиме резултатите или ако има повод и пред тоа во однос на конференцијата што не очекува, кои новитети и сознанија ќе ги имаме од таму. Драго ми е што ТВ Сонце обрнува внимание на вакви економски теми со продлабочено техничко-технолошко значење. Јас настојував и вие настојувавте да бидеме поексплицитни, појасни, да не користиме технички термини за да може да се охрабриме во процесите на глобализација од доменот на енергетската ефикасност. Се разбира, ви стоиме на располагање со нашите термини и со нашите информативни емисии. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Ќе се видиме следниот петок со следна тема во следниот паричник. Пријатно и до гледање.